Министерката за образование Весна Јаневска најави големи промени во образованието. Новите закони и програми ќе донесат повеќе практична работа за студентите со цел да бидат подобро подготвени за реалниот свет. Таа нагласи дека иако за 10 месеци не може да се постигне се, во следната година се очекува значително подобрување. Целта е да се запре одливот на млади таленти и да се создадат подобри услови за нив. Во теке анализата за квотите за запишување. Бидејќи универзитетите, односно факултетите, распишуваат слободни места според бројот на студенти кои ги добиле со акредитација, кога на крај ќе сумираме, излегува бројката на одлив на студентите поголема отколку што реална е. Таа бројка на одлив на студенти треба да ја рачунаме според бројот на запишани студенти, не според бројот на распишаниот конкурс. Зошто е досега тоа правено, не е ни важно, сега тоа исто така ќе го доведеме во ред. Иако слободните места се 20.000, а се запишат само 10.000, тогаш бројката на одлив во однос на 10.000 е многу помала отколку кога би ја рачунале во однос на 20.000. Процентот е помал, нели? Во моментот го разгледуваме и го подготвуваме конкурсот заедно со секторот за високо образование. Тие кога ќе отидат на размена не можат да останат таму, тие одат од земјава откако завршуваат генерално со своите студии. Во текст се анализите за квотите за запишување, рече Јаневска, и додава дека во моментот се разгледува и се подготвува конкурсот со секторот на образованието. Подготвуваме нов закон, подготвуваме нови модерни програми кои ќе ги заинтересираат нашите студенти, предвидуваме многу повеќе практична работа во јавните институции и во кампаниите, ги правиме сите напори и јас како и вообичаено што ќе кажам, но тоа е реалноста, за 10 месеци толку се може. Следната година се надевам дека ќе биде многу подобро и дека тој одлив на наши мозоци кои одат во странство ќе го сведеме на минимум. Инаку со најавените реформи, Јаневска уверува дека Македонија има потенцијал да ги задржи младите таленти и да создаде услови за нивно растење тука, а не во странство.